Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерува за прв пат во мојата кариера и добро што се сетив ја, конечно тоа е моја вина, конечно да повикам една урбана легенда, една скопска урбана легенда, драг мој пријател со кој за жал нели децении што заради мојата работа, што заради све, иако живееме на пар километри, многу ретко се гледаме. Гостин вечерва во емисијата е Саша Шотаровски. Саша, добро вечер. Добро вечер, баш ми е драго да ти кажам право. Да ти кажам, ти си првиот, смислив сега, еве, при крајов на мојава последна, предпоставам дека ќе биде последна деценија од Јади Бурек пред да ја направам пријеска. Не голема работа што. Имаме ние уште 2-3 кречења, остајте. Така ли? А на колку кречиш? На 7 години. Така ли? Па добро. Види, вака размислував и бидејќи мислам дека постигнав се со емисијата, ми остана нешто што не го заврши. Ме знаеш и мене како урбан лик, дали сум пуштал музика по кафани, сегде сме се ударале како флипери, не можело да побегнеме едни од други. Ја центарско дете, мислев дека е тоа нормалниот начин на живот, еве децении испаѓаат и гледам тоа Скопје ние што го знаевме, тој шарм на Скопје се губи. И сакам еден серијал да направам, Саша, серијал за шармот на Скопје од 60-та година до 2020, бидејќи пред 60-та година Скопје и немаше ноќен живот, тоа е веќе тема на Данило Коцевски кој е овако. Но ние имаме, например, 80-ти, 90-ти, 2010-та многу завршено работа. Многу поминато, ние сме дел од тој живот активно. Дали сме го произведувале ноќниот живот или сме били учесници, ама знаеш како, не сите генерали у битка биле, имало и војници, па да видиме и војниците имаат своји сведоштва. Па за добро вечер наместо шолји со воде, ја вечерва вака една домашна за тебе за добро расположение, бидејќи си и човек кој е познавач на добрата капка. Имаш собствен локал кој се вика Бифе Тафталиџе. Бифе Тафталиџе. А се наоѓа у Карпуш 3. Во Луминка. Да. Што е пародија? Тафталиџе до Токија. Ја мора да се тргне од некаде. Ај живе. Да си жив и здрав, добре дојде. Добро најде. Ќе го испиеме до крај на емисија. Да сме живи и здрави. А после ќе им стоиме на една нога да видат дека нема гајле. Саша, кажи ми вака. Малце мене ми е матна визијата, па можеш да ме просветлиш, а низ оваа твоја приказна ќе добиеме и некоја слика за она што е шармот, они дискретниот шарм на Скопје. Знаеш, излегуваат, не знам, Скопје споменици, Скопје ова, Скопје она, ама она што ние го живеевме тие улици, тоа нигде не остана такви сведоштва некој да збори. Од кога се твоите најрани сведоштва дека ти излезе од дома и рече градов е мојот двор? Абе, види, знаеш, кој им збориш сега за Скопје, Скопје беше многу чудно место. Например, пред Камел, памтиш, имаше 500.000 луѓе. Камел беше првата сендвичара и првото место за собирање. И кога ти им збориш... Зборам за новата генерација после Корзата, да. А за пирамида на Аце, па што да ти кажам? Значи, имаше 2-3 места у кои сите искача. И ја што викам, сега нас, ајде да се вратиме после 30 години, нас не се дешава освета на луѓе што не ги пуштаа на врата. Тоа ми го кажале повеќе луѓе. Освета, еве, па потешко се влагаше у Матиник кај Берто и у Џубокс него се овлада. И тоа не се овлада у нас за 10 години. Пред некој ден, пошто ние у Бифе сме олтајмери сите, правиме нешто муавет, тие црногорците што седеле кај Берто на врата, сега се у ДБК, Црна Гора, Мрна Гора, главни џандари, човек. Да, тие што студира... Да, што студира, па исто и кај Игно. Безбедност, кај Игно, ја медвиџоке во Тропикана, да. Тоа беше многу те мрзе. Сачекај, па така сите женски кај тебе, кој ја 20 кила, никој не гледа. Сачекај да Берто доđe, не знам. И не ги пуштаат.
И тоа ни се дешава. Значи, да влезеш, не знам, сега, да те поздрави Горан Джаджу или не знам, да ти каже добар ден, ти си више фраер. Сега е све изгубено. Втора работа, ние сме стари и нормално дека младоста не изгледала убаво. Шо било тоа убаво да испраќаш пешки женска до кисела вода? Јас стварно сега не знам, мислам Ким Бесинџер, Мија Калифа и уште две со кола да треба да ги возам, не ги Па ќе се возам. мислиш. Абе как? А не, Мија Калифа. ама секоја младост има своја убави, не знаеш, не може да се компарира, некако чудно е. Појма не знам. Мене Кристијан и Тропикана, например. Кој се првата места кај што искачаш? Од Камел ли е твоето Од Камел, да. Камел. Знаеш што, прво место што ние откривме... Чекај, за Камел, задржи се малце на Камел. Значи, тоа беше зградата кај што живееше... Буби, газдата. Да, газдата, доле беше едно мало дуќанче кој во суштина беше мал кафич, еден од првите кафичи заедно со Џули. Џули и Мики на Кочо, Мики на фотограф. Кочо. Во градски зид, Да. карши... Џули беше исто. Катната гаража кај Беко. На висока. Да. високо А ова плаво. беше малце понаваму. Ова гледаме на партизанска Камел? Гаро живееше. Гаро така. живееше. И ти одеднашка и правеа сендвичи со виршла, мислам, сега не знам, нели зборевме за сушено месо, па тартар, бифтек, па не знам што, какви бе. Сендвичов со виршла ние сите нешто најнормална фамилија растени. Полудевме тоа. Абе, какви со два соса. Кетчап и мајонез. Имаше еден таен сос што го прави Сокол, он таму работеше. Така малце со вегета беше, Нешто да. беше. И имаше, знаеш што правеше? Зошто ние паѓавме у несвест? Оти прв пат, кој ќе ти го направише сендвичот со сосот со све, лепчето го ставаше во микро. И кога излезеше она меконо, Абе, готово, крај на абе, приказка. ние у несвест дали паѓавме. ти А дотерани, Абе, дотерани сите. бело, у бели... Тогаш се облагавме ко папагали. Цајо носеше онакви фармерки жути, црвени од Трст. Да, он ни беше, нели она, иди купи ми Да, фармерки. инфлуенсер моден беше, да. Да. Дали ти текне на Јани, овој гитаристов Комперджилницата, Карши Драмски? Компирджилницата, карши драмски. Помфрит. Помфрит. Не. Помфрит Сум заборел. Карши Драмски на автобуската имаше една зелена будка и Јани, Јаријан Дема, отвори помфритара. Не беше сендвичара? Не, само помфрит и Тоа е- 3 врсти на сос. Тоа беше најдобриот гитариста во Да. Македонија, И Аријан добар дечко Дема, беше, јас и мислам прекрасен имав чест момак. да го познам, фраер. Ден за ден се викаше Да, бендот. бе, Легенда. И у Патика свиреше со И у Грани. Патика со Грани Тајки, у И Скала таму свира. имаше, ја мислам дека тешко собираат овие партииве, толку луѓе и ред, 50 луѓе ред чекаат помфрит, мал голем, со 3 соса. Лепот. Чекај. Колку се радуевме на сега да му кажеш некому, да ја кажам на ќерка ми, ајде, тргни се. Ама подсети заради аспект. Тогаш единствено ја што памтам од сендвичи беше 2 кришки леп и плескавицата од Метропол. Да, бе, и од тенџерето виршла ако извади тетката, па ако си се свиѓа, ќе ти даде се, фако не, ај другиот. Повеќе Так. среќа следното А извлекува. ова беше малце веќе концепт. Он нешто Чекај, Швајцарија, шо праеше? он од Швајцарија Лепче носи. само помфрит, не бе без само месо. помфрит, У чинивче. у нешто картонско ли више, ја не памтам. Како беше, да. сум И заборел. Мацко работеше таму, Мацко и Саше. Саше што работеше у Ани, Мацко, апе, лепота. Како да му објасни сега некому дека си носел женска на помфрит? Карши Драмски беше. Драмски бе на автобуската На и сега автобуската, ги има така. 5-6 будки оние. Така. сендвичари Едната лиш. беше на Аријан Дема, Бог да го Да, прости. Некој работи избледели убаво што ме потсети. Лепота. Камел траеше некое време како кафич, како кафуле, потоа стана чисто сендвичара, ако не се ја лажам. Помина, знаеш, тоа е процес. 3-4 Колку траеа тоа? 3-4 години Господ беше знае, така. да, 3-4 години. Ама затоа после корзото од Камел се пресели
кај пирамида. Бони, Ани и пирамида. Бони, Ани, пирамида беше лобе на врата стоеше. Слушај, колку сме се смееле пред некој ден, ја имав некоја... Лобе. Лобе почина, Лобе си седи, вика, ти не можеш. Лобе, не можеш. Крај на приказката. Денеска нема да преживееш не, за почина и тако Лобе, за жал, сега, пред кратко време. Најсмешно од све мене ми е у диско турист. Мајка ми фаќа врски кај Копров да ме пуштат мене. Ја висок, слаб, 6 кила, немав греф. И на врата стои Триксон. Опиши го Триксон. Триксон, шо да ти го опишам? Да го опишам ја или ти ќе го опишеш? Господ не го опишува, бе. И ти Како еден од тројцата мускетари. Да. Со бркчињата. Бркчиња брада, висок 1,62 м, тежок 49 кила и ако се осмелиш да прашаш како бе овој стои на врата, знае карате. И беше и добар каратиста беше. И тоа беше нормален скопски живот. Бе, Триксон еден човек на врата. Сошо врски преку Копров за турист? Копров стоеше на... Копров одстално бил ке парите. Копров стоеше на каса. Он таму беше на... Да, он беше као раководител нешто. А Драган Костич пушташе музика? Пушташе музика, Драган Костич. И тоа беше музика со топ листа. Абе, да влезеш у турист, со парови се влагаш. Женска дали ќе дојдат две девојчиња, женска може да влезам со тебе. Иначе за ова да прво ти препорачувам со Михаил Бочковски да направиш едно интервју. Добро. DJ Мице, мислам. DJ Мице. Он е првиот, правиот. Да, Мусандра. Имам едно негово пишано сведоштво кое го дал на еден мој колега, постар колега, и тоа се надевам дека во некоја монографија ќе биде внесено, за да му остане за век и навек сведоштвото него. Ја му ставам на располагање, кога сака, како сака да му објавиме книга Free of Charge, целиот приход оди за него, да каже. Зашто знаеш што се заборава. Он може да ти збори за диското на Технометал. Кај што е сега Карши црква Свети Димитрија. Ја не сум го фатил, да. И сите тие приказки ќе се заборават, ќе си отидат и ќе дојдат некои други турбофраери кои ќе кажат приказки и ќе испадне дека те си био нигде, шта си радио ништо. Да, дека немало град пред нив. Па еве ги, така испаѓа. Вака ние у бифет ќе се собереме и... Дали го познаваш лично DJ Мице? Не го знам ние. Не го знам ние. Би му упатил покана, јавно му упатила покана, ама не знам како да искомуницирам со него. Сосем случајно нешто бев ја у општина, на градоначалникот на општина Карпуш. Што е тоа, шеф на кабинет, не се разбирам, она вика, нешто бевме таму, имавме мака и вика, па јас сум сестра на Мице. Викам, поштовање. Поштовање. Од Чаер, стар Скопјанец. И многу, мислам, човек кој има што да каже, сваќаш. Саша, твоето беше едно време, нели, искачавме и на крај, зошто сите ние почувствувавме дека тука сакаме да бидеме. Но не можеш да бидеш само конзумент. Тоа е 2, 3, 4 години. И моравме да влеземе. Ја како дисџокеј, како шанкер, уште од самиот почеток ми беше све не работевме. Пари вадевме, ама и бевме во ноќниот живот и тоа ни се остваруваше соно. Мене од Тропикана де факто ми почна, претходно првите забави во огниште доле пуштав музика. Ја тогаш Кристијан го држав, вие која или година дена после тоа. Кристијан, Кире Кристијан. До мејкап. Да, они сега како да им објасниш дека беше гаража уствари на Анита Капетановиќ и Кире ја зима и ја прави кафич. 16 квадрата нема, ама голем двор. И он, пошто немаше време да се бави со тоа, стално некои менаџери, нешто, дај бе, вика, некој, едни пријатели на татко ми, дај бе, некој дете, вика. И знаеме, вика, ни едно глупо и честно, вика, нема проблем, ќе ти го донесам. Ја повеќе пари зимав со 10% од Кристијан, него сега што зимам од своја кафана. Затоа што надвор имаше митинг имаше, митинг на коалиција на овие помаливе партии, ама сега ние не знаеме како да им ги земеме парите. Зимо снег, сите стојат пијат. Оп, стоп. Ама не може да влезе да купи. Не, па како ќе влезе?
Вака, да. И на врата доставаме джапс, чизми, парагон, блокче, најефтината пијачка, пример, 100 денари. Рекордот беше 470 карти. 470 пијачки. Испиено, неиспиено. Кои години е Кристијан? Више не знам, 85-та, 6-та. Колку време траеше? Па ја го држав едно 2,5-3 години и после до 90-та отприлика, така нешто. Таму беше, нели, Еј, Маđо, да не го забораваме. чекај, окей, само да довршиме малку за Кристијан. Значи, Мишко Јелушич редовно беше таму, братов и сестрава, кажеја, манекинкава наша, Окаци, Надица, Окаци, Надица, Цело Скопје. цело Скопје, Зеко, Шпана, нон-стоп беа таму, иако беа помали од мене. Јас со Томе Корнер, тука бевме... Томе Корнер е една убава личност. Преубава. Многу го сакам. Многу го сакаш? Да. Би го скршил од ќотекот, че Не, го сакаш? се видовме сега нешто. Кај се видовте? У Маврово? Не, на отварање нешто на вајн шоп, вајн шоп, каже, ама да, модерно. го видов тој вајн шопот со сопругата, го отворија тука негде во градот. Добро, да не, значи да се префрлиме. Кристијан го затвораме. Интересно што и Камел, и Кристијан беа оние така наречени места кои беа прогласени за шминка. И шминката беше джет сетот и она водилка кој ќе ги донесе тие неколку стотици луѓе, по нив доаѓаше уште 2000 луѓе. Дали тоа ќе дојде у МНТ, дали ќе дојде у Огниште, дали ќе дојде Тоа у... више љупа ќе го викнеш за МНТ и за Огниште, за МНТ. Знаеш, мал град немаше каде да се оди. Немаше многу места. Немаше 3 места се. И немаш ти сега што ќе правиш. Мора таму да се. И мора да се трудиш да ги упознаеш менаџери, љупа после он помал, ама одма се покажа Ербаб. И ти дава гратис. А тоа први го почнаа Цајо и Огне. Мислам, Цајо ти дава гратис, ти жив, среќен, имаш статус. И влагаш у дискотека. Сите со гратис. Сите, да, нормално, и сите дискотеки со ламперија. Исто и Саше Довар ликови на Мак Петрол што работи сега. Пред некој ден помине се видов. Он диџеј, цар, јас мислам. После влегува и Мио и тие со Чупко го донесоа од Дуга од Београд со микрофон. Знаеш, иако најсреќен сум се осеќал уживо. За Огниште. А за Огниште? А Чупко Мио го првата Мио, ја мислам дека чинарот кога го саделе прв кафиче отворил таму. Знаеш како беше за Мио? Мио кога било 903-та, кога иделе турците на Мечкин камен, им викал на нашите гојители за никаде сте, вика, види ги Турција дотерани. Дотерани на Шуличи. Човек со невидена енергија. Неговиот е куќата до влада, на Зафир Хаџиманов, академија. На Зафир Хаџиманов се викаше Академија. И тоа беше, мислам дека беше врвот во најшминкерски локал и концепт. Ова што викаат сега маркетинг менеджмент, Мио најмуе 5 таксисти да седат пред кафана, ги плаќа. Добре, да. Деме гужва има такси стојат. Мио е цар. Сам можеме да 5 такси стојат за да изгледа дека е гужва. Пуно. И не можам да заборам сцена една. Седиме таму, више големи, таму више не пуштаа секогаш. Немало проблем. Миленко доаѓа од А1 више отворена, со некој тамче, ама америчко тамче, и наредени на оноа позади, место песок, 6-7 овие спикерки и инфлуенсерки, што работеа, бе, лепота кафана. Таму Бранко Црвенковски вака седеше на маса. Ни бодигарди, ни ѓаоли, ни врагови. Шизикот што не ме познава денеска, музика нарачуваше, пошто јас му пуштав музика во академија, ја пуштав академија и мислам ми беше најдобро платена работа во животот. 2 сати само ќе ме шушеј.
жешće, mirno. Цар. Абе, викам нешто да дигнам, не. Вика, Цар, бе, цар. Там. Такви вика музика за шекш. Шекш. Музика за шекш и тоа... Боба Живојиновиќ, таму, мислам, Сите доаѓаат, Џони, цел град. сите ми беа, јас се чудев, викам, што овакво, а мене ме одбра и многу му благодарам поради тоа, едно од поубавите искуства, пошто ја бев учен по дискотеки, она бумпа, и ова беше, но народ не виде. Ја знаеш ли за Зеко, што им направи таму? Зеко е еден. Нервниот слом на драг мој пријател, кој беше конобар таму, доаѓа Зеко, и седно е, пошто наин место, ама Зеко не го водеш. И доаѓа, седно е, и со неговине гавази, знаеш, кој се? Срце. И седно е, штак, здраво. Шток на таа маса, цела кафана шток. И овој трча, се крши. Вика, 1000 марки ми е цехот, вика, само мене, нема проблем. И му доаѓа, Зеко, вика, рано затвараше академија, многу рано затвараше. Ја памтам дека до 3 работеше. Не. После, вели. Многу рано затвараше, затоа што по дискотеки таков договорници имаше и со луѓето, и му доаѓа секој вика, вика, дај. Поштено. Му се потпише, отиде. Немој кога преведе, кутри, кај да бега, вика, како да се раздуша. Не знам дали ја памтиш ти академија. Какви пари, Зеко да ти плати пари. Билјард имаше и играат комар. Каде? У академија имаше билјард. У академија, да, имаше билјард таму. И играат Славе Билбил. Само ова да го кажеме. Внатрешниот дел беше полуподрум, беше бели плочки, бел мермер, а и главното имаше беше... сегде, свечи имаше. Да, и свечи имаше, а надвор беше најглавното место за собирање дворот. И сите може да ја видат, таа е куќата пред влада, на Зафир Хаџиманов, сега не знам што е. Ја не знам ни чија е или е споменик. На Зафир, не, беше сега што се десило по има, не. Абе, у еден даден момент таму седи Бранко Црвенковски, Аце Русевски, Боба Живојиновиќ и еден куп други. И Мио тука менаџира. Мија е цар. Играат билјард, ова јавише ти зборам 3 сат 4 се бајле. И нема сега што како да се прави и Славе лупа една топка. И некои пари беа големи упрашања сега. Колку беа Господ знае. И почна да трча, да скока на колена и више не знае што да прави. Билица ја вади. Јес! Добро, кажи ми, кога го намирисавме, како велат, кога тигар ке намириса крв, нели, или пирана, кога намирисавме што све можеме да правиме, не правевме долгорочни планови и тоа може би нашата најголема грешка, но како беше твојот емотивен живот? Нели, во тоа време просто беше колку повеќе парови да смениш девојки да те сменат тебе. Мене никад не ме ни бивало, него знаеш што, таму се, тогаш се знаеш, ти си фатиш женска, и втората, третата се жениш, више шо... Такво беше времето. Такво беше, мислам, не... Само кај Томе не фаќаше ова, кај Томе не фаќаше до пред 10 години. И куди не сложени на 54 години. Сега, шо да му правим? Шо да фати? Тоа е цар. И, знаеш како, чудна работа е што ние уствари многу невинно живеев. Еве, ти пушташ музика, јас сум те мрзал тогаш на... Сашо Масевски беше. Масе го држеше. Со Ангела. Со Ангела. На Ангела ми беше другарка. Да. Али Сашо Масе беше главниот менаџер. Да. Ја пуштав музика и Тропикана. Масе убав како ангел. Како ангел. Убав дечко, бре. Жени се самоубиваа за него. Да. И никој не беше ни промискуитетен, немаше дрога, многу невинно. Промискуитетен
лаже се фолира, оти жена му гледам. Не, бе, не. Да, бевме како монаси од манастир, ништо, вака. Вака руче не сме пуштиле. Копимени Арсо бев. Да. Не, ама у однос Ко Арсо сега, пред 2-3 дена, да. Кога имаат у Никоп, 8 март кога слава. Не е у Никоп? Не. Штета за Никоп. Штета за Македонија. Штета. Не е тука? Не, у Македонија. Добро. Најпожелен нежење е у Источна Македонија. Така, најпожелен монах нежење. И многу, јас сега ги гледам, пошто последниве 12 години работам претежно со млади, нема бе, у наше време ја сакаш, па се пуфткаш, па се туфкаш. Ова сега ќе ја заследи на Инстаграм, на Инста се викало тоа, ќе пукне 5 лајка, се гледа, прави нешто или не прави, емоционални инвалиди. Не го зборите нешто во време. Саша, ме интересира да се сетиме на тоа. Кога навистина многу убаво го кажа, шегана, иако јас се шегувам, 1, 2, третата веќе брак влегувавме и тоа и тука завршуваше се. Ја не можам само да ти кажам Томе Корнер што ми има направено, најгорд сум се осеќал. Тогаш. Ова да ти кажам за Тропикана. Се сеќаш дека Тропикана ја актуализира високополитички пред година дена? Не знам, стварно. Па Вучич кога дојде во Скопје. Да. Ја тогаш само преќутев да не кажам, бидејќи Тропикана функционираше исклучиво јас и Масе. Да, и целата таа шминкерска шема со музиката мораше да биде координирана и со луѓето. На врата обезбедување беа црногорциве кои студира на безбедност. Джандари. Значи, ја не знам зошто, али многу од Југославија тука студираа безбедност. Сега, дали... Ој расадникот на подошлак. Сега, не е во ред за мене да го зборам, кој сега како некој го свати, но црногорец, безбедњак, знаеш како изгледа тоа? Тоа е минимум 1,80 м, момче од 18 години, лепотан, и уше стои на врата, жените... Културни беа, Ја не памтам тепачки, ја не памтам ножеви, ја не памтам хероин. Некоја травичка ќе се, ама толку ретко. И Вучич да ти дојде да не може да влезе. Да, не може да влезе. А како ќе влезе кога булеварот Свети Климент беше блокиран од луѓе кои не можеа да влезат во... Пак ќе ти повторам, да влезеш си више кај Игно дзирка од позади. Игно дзирка од позади. Да не го крадат прометот. Да не го крадат прометот, кутријат. Не можеш да објасниш. Како да ти објаснам? Ја 2016 држев Кобајđевќе беше вајн бар, па се претвори у ноќен клуб, па се претвори у турбо фолк малтене, седеа 8 луѓе на врата бе. Јанко, волкави. Чекај, ми направи голем квантен скок. За што зборивиш? За 2016 држам ја ноќен клуб. Седат 8... Како се вика? Подрум се викаше. 8 луѓе на врата и џабе секој ден тепачка. Бе, немаше, ние живеевме, пак ќе ти повторам, невино, наивно. Немаше проблем, никаков. Кај имало проблем? Кај имало тепачка? Имаше еден двајца... Шамарање. Еден двајца, два дебила, и тоа за некоја девојка, ама толку. Имаше ред. Дали дека градот помал, дали дека тоа филтрирање на врата, што, како? Кај сакаш, што сакаш бе да влезеш, ако влезеш си више безбеден човече. Тука на булевар Свети Климент, денешен Свети Климент, имаше неколку многу фокални точки, нели, ја спомнавме Тропикана, спомнавме Академија, погоре кај владата, но исто така беше на Зеленко мејкап. Исто беше мејкап и булевар. Мејкап беше прво, понака најшминкерско место беше, кога се отвори, тоа беше чудо. 87 година збориме. Така нешто. Па доле Мамуш имаше, како му се викаше на Мамуш. У истата таа куќа да знае да збори,
Таа куќа стои многу као да, руина да. денеска, значи по скалите горе и целиот Мейкап тоа. имаше со жива музика. У мейкап да имаш сепаре, ти си више готово. Така ли? Значи јас сум бил, значи... Мейкап беше. А видиш, сега кој ќе ми Меја. текне, тогаш бев со девојка, па Долар. заглавен, па нели да седнеш, па да добиеш Леле, со вискито, не виски, прво виски Џони Вокер таму пиеш. што да имаше Балантайн Џони Вокер. Балантайн, да. Толку не сечеш. Па флаша вино, ако идеш со озбилно. Или уствари да фатиш флаша вино. Доле имаше една кафана, викаш на Мамушот, не можам да Мамуш, се на сетам, ама имаше мала тераса. Да, и доле у подрум сум, нели, не знам како се И викаше. кога дојдо едни странци, нормално фасцинирани Скопје ноќен живот, тоа немаше у Европа Крај, такво крај, нешто. крај. Почнуеше у четврток, завршуваше до недела са бајле. Жижата беше сабота. И доаѓаат странци, останале 2-3 дена и седат таму, кафе нарачуваат и тој нешто пушта некоја безвезе музика и страницата вика sorry, do you have Milli Vanilli? Вика no, we have cappuccino, we have Не бе, имаше Нескафе беше најсмешно. Кира носеше од Грчка некој увреди Нескафе и ќе ти даде литро млеко за 10 кафиња, ти е крај. Добро, шеф. Да, тогаш го откривме Нескафето, се откри со првите цевки, машини цевки се ми со јапат. цевки и тоа се идеше у Солун да се купат цевки, Цевки, тоа беше цевки, главно за цевки. кафаните. Кажи ми, која е првата кафана што ти започнуваш да ја возиш? Кристијан. Кристијан. После Кристијан? После Кристијан си направив ја една голема пауза. Ама у Кристијан беше ти менаџер. Да, менаџер. Не, ова зборам твоја кафана Не, кога моја. После направив една голема пауза и се виде, се не види. Прво нешто што посериозно го отворив беше Галерија 8 у Чаршија. Тоа е више 2011. 10-11. Така. Што правеше умеѓу време? Работев се, трудев се, оженив, бев озбилен. Мислам и сега сум среќно оженет, бев озбилен. Се мачевме. Како и сите скопски деца, не се запосливме удржавно и се боревме за фамилијата, за себе. Твојата сестра ја памтам како прекрасна жена. Она напушти, си замина за Она Лондон. замина. Соња, поздрав до незе. Да. И да прати некоја фунт. Да прати некој. Уште чекаме од диаспора? Па мораме, бе сега, тоа они, па нели, Не се како научи? името да не го мениме, идентитетот, не го пратат некои пари, бе, шо е ова? Да ги Што е ова? Сега ја тераш оваа кафанава Тафталиџе, која направи интересен концепт. Во нејзе влегува неколку клучни култни ликови, како што е Васко Тодоров, К-15, кој ти е и пријател, кој често ја посетува таму. Не кажуве строги родители има да не го караат. Што да не кажам? Дека често доаѓа. Доаѓа затоа што таму се организираат литературни читања. Тоа сака Да, промоции на книги, Па за тоа доаѓаме сите. Види, јас во Чаршија многу ми беше интересно што направив преку 120 изложби. Ама направи слика. Повтори? 120 изложби. 100 еве нека се. На прави сликари. Значи не овако сега жените што не им знаеш да им прават, па јувелири се. Порано тек не им отвара бјути салони, сега се јувелири, по не изработуваат накид, па изглед. Ти тоа го правеше во твојата кафана? Да, имав таа среќа, Тања Балач беше председател на ДЛУМ и направивме стварно на членови на ДЛУМ академски сликари изложби. Се како да ти кажам, и многу ми е кејф, сите флеки ми се од Чаршија, меѓутоа покажавме дека може. И ова сега што се прави у Бифе Тафталиџе е некоја бледа копија, меѓутоа се трудиме. Што е проблемот? Проблемот е, види, кафана како концепт беше за луѓе да идат да пијат и да водат нездрав живот. Но ти на некој начин не сакаш така. Сакаш некако да ја споиш културата, боемскиот живот и кафанскиот живот како една
како едно социолошка фокална точка на сега дали ќе делуваш локално или по не знам која енергија имаш и каков ти е концептот. Убаво беше, например, со промоциите на неколку книги. Имам некои дури и поздрави луѓе кои велат дека коментираа на најавата за твоето гостување, дека си многу хуман, си помагал на луѓе со хендикеп. Какви све ивенти и настани имаш организирано таму и зошто? Абе, за да не биде интересно, Јанко. За мене да ми биде интересно. Неćem да ги спомнjam тие луѓе, тоа се дечиња едни, и со вас се седим и тој вика, може ли бе, вика, да донесеме 10 деца да се упознаат со Тошо Малер. Тој вика, нормално бе, дека може. И сега тие деца, ако го видат него без перика, малце не е збуцкано детето, овој него мрзеше, отиде се преправи. Браво. И со кои пари сега? Ајде. Не можеш да го купиш. Абе вака, па он кога ја објави книгата, ја ќе пукнам што книгата негова искочи у најцрно време на корона, па не можевме да направиме поише. Абе вака го пијат сочи, јај сега. Имаше некоја фамилија таму од, не знам, Кумановско, страшно човече. А пошто кај нас се појави кеш, сите викате, овој ќе краде, овој. Добро. Ние кажавме, дојдите луѓе, све што ќе пиете, не мора да даете пари, донесите зејтин, шеќер, не знам, што и да е облек. 2 комбиња им однесавме. Ја немав сила да отидам тоа да го гледам. Плачеле луѓето. За децава? Не, децава е ова е друго веќе. А ова е за друго. И им носи суко макарони, ја мислам, скорбу ќе фатат од макарони. И сега зашто, ако можеш, ме сваќаш, ако можеш. А што нас не коста, еве, ние четворица, еве сега планираме нешто за, пошто е Свети Валентин, традиционален македонски празник, Да. вековен, да го направиме, ќе направиме на хуманитарна акција, исто така. Што ќе направиш? Да не го кашламе, ќе направиме. Да не го кашкла. Ба, ќе го урочиме. И ти ќе донесеш, не знам, 5 кила шеќер, 2 кила макарони. И страшна сиромаштија живее. Страшно. Зашо да не направиш? Или, пример, ако можеш, а што те кошта? Ништо. Саша, Нити поодиш да бараш медали. памтиш ли од наше време во градов ваква сиромаштија да сретнуваме? Ја волку црн темен град не памтам. Еве сега доаѓав навака, ја дека... Што е тоа по тебе што градот го изгуби денес, она што го имаше некогаш, а можеше да го задржи? Види, Јанко, еве, јас случајно знам, пошто и татко ми се знаеле на времето. Зошто ние не станавме условно нешто? Ние не требаше да го освајаме градот, ние го имавме градот. Го освајаа луѓе градот и наметнаа свој прототип, свој перцепција како тоа треба. Не бевме агресивни. Ама зашто да е агресивно твоје, бе, човече? Што имам ја? И ќе дојде тој некој од на море и ќе дојде тука и ќе го промени ритамот, ќе промени преоѓање на улица, преоѓање, тепање, прајање, ќе промени кодот. Зошто ние не стана никој условно, еве, од 62 до 69 нешто? Зошто Соме нема 100 ресторана у градов? Зошто ти немаш 100 кафича? Зошто Томе Корнер, немаше 5 дискотеки низ градов? За Пиже. Пиже има, тоа мајка ти татко ти го направи, а Пиже и Љупато е последен прав кафич за мене, без ивенти, без ништо. Не може. Мене, која ќе ми кажат Бранко Црвенковски бил урбан тип, супер, он е валја една генерација поише од мене. Како бе, ја не го видов нигде? Нигде. Каде? Еднаш у академија, толку беше. У академија, ма више станат. Ако не го видов, како сите се гледавме у 3 кафича, ако не се видиш, кај ќе се видиш? Почнавме да се восхитуваме на погрешни ликови. Ама они тоа го прават. Бучковски. Ти трач најбољи. Ти испиеше кај Боби Рома до пола капучиното, стај ми млеко, многу ми е јако. Тој ти преговара, тој ти ја води државата. Немој, шити, мајка.
Немој, бе. Сега го труе секој со бајле манда кафе на гага. Абе, добро, не е гагата сега е веќе друго, него како и него е, и тоа е некоја валјда моја генерација, немам поима, како и него ги видовме после у Рома, кога доаѓа од факултет. Сега се враќаме на онаа твоја констатација дека сега се луѓето кои не можеа да влезат на тие места, кои не беа на тие места, кои нешто урбано го искрева културолошки, цивилизацијски, боемски овој град, и сега тие луѓе донесоа мерки за забрана на кафани, нели? Абе, остави за пушење, забрането пушење, абе страшно. Абе, како да наискомплексираните луѓе кои мразеле што ни се светат, што ние сите вие сте живееле убаво и забавно. И сега, што беше, кој е најголемиот виновник, каде највише удрија? Во школите и кафаните за коронава. Да бе, па таму нема на друго место. Нема свадби, нема партиски собори. Ти кажем една приказка, имиња нема, после ти го кажем името. Може ја да нагаѓам. Да. Жена една работи со тоа лекови, мекови и проблеми со тоа фонд за здравство, или се вика, таму сите ќе што крадат пари. И оди конечно состанок со директорот, така оваа озбилна фирма, и оди вика, слушај, добро, тоа ќе го средиме, него. Како бе, вика, не ме пуштавте мене на врата у Аполон. На врата у Аполон никој не стоеше. Ало. Аполон. Никој не стоеше, мана. Немаше, Аполон немаше на... Можело да стои некој, тенако се напуни. И сега тој, значи не викам ја дека не треба ни Вортексел, ни факултети, кажи им на луѓето што беше Аполон, кај беше, молим те. Бе, тој Мичо не го спомнав, на Мичо треба споменик да му се направи, мислам. Од кај му таа сила, од кај му таа енергија, свака му част. Аполон, оној трговски, у Капиштецка, што е сега Бале. 24 квадрата, ама насмејани луѓе. И пази што е какви журки се правеа таму. Ама се правеше со трчевме од Зизитоп у Аполон, од Аполон у Зизитоп, и у Вера и Бајо. И таму пуштав музика. Ама со квалитетна музика, со паралелно што се дешаваше у светот, се дешаваше и тука. И ја мислам дека кога дојде оние босанцине 88-89 кои се шатира црвена јабука, све се тури дебар. Дали ти познаеш некој што слушал у тоа време црвена јабука? Не, али знам што слушал. Филип Глас се слушаше, па ние моравме да бидеме паметни. Ти остај Филип Глас, Talking Heads и Депеш Мод се слушаше, тоа беше и Дейвид Боуви, тоа беше и... Што ќе искочи паралелно у светот, кој искочи тој албумот Одбрана и последни дани на Идоли, тогаш ние гледавме букви, па да не е нашава азбука нешто, знаеш? Прв пат православие нешто, да нешто ни замириса. Да ни се ова сега, кога ќе видам ја црвена јабука и играат супер, викам топ. Тоа е страшно. Ние сме виновни за све. Требаше да бидеме поагресивни или? Ма не знам што требаше, или е ова време. Ние сме виновни зашто ние дозволивме никој. Нас не влегува у градот. Како ќе спречи мирен човек, питом, воспитан, кој не знае да краде, како тебе, кој не знае да рекетира. Абе знам ја, ама страф ми е. И јас го знам, не можам да го направам. Еве, нема да речам страф ми е, ама не можам. Страф ми е, страф или страф. Нема да влегувам у закана, не знам да се заканувам, не знам да рекетирам како моите колеги. Не знам. После не спијам мирно. Ама кога немаш така и кога си меки, ќе те научат и не осетија и затоа можеа да го освојат. Ти го освојува бе просторот. Само да ти кажам, Владо Георгиевски прави изложба во куќата на Достоевски. Ние паѓаме у чарши и викам на Тања Шифце, дај бе некој капиталец, жити мајка, викам не врви работа, пошто сите ја сакаат чарши, ама никој не иде таму, знаеш. Да, кога почнавме да ја губиме чаршијата. Ние си се тргнавме. На Пане свака час што влезе, Пане и Анѓа. Само кажи на луѓето, подсети ги можеби помладиве, што беше чаршија у наше време за искачање? Корса. Од Зоки рандеву, Соки ми е сега ортак у предниот кафич. Зоки исто треба
Треба некои плочки на Зоки, на Мичо, да им се направат нешто. Со нив треба човек да седне и да даде и книга да искочи. Од Мице па до овие сите. И викам шефице, вика вика Владо Георгиевски, ама он нема да сака. Дај викам информации. И ми каже дека жена му на Владо Георгиевски се презива исто ко мене. Одам ја кај него, викам добар ден. Се извинувам, викам, јас сум собственик, викам на галерија, јас сум чул. Јас си видел таков човек. Најмал проблем што беше Скопјанец. Не човек холограм. Со него седиш саат време и после може да те јава кој сака. Викам, да направиме, викам, изложба, викам, у галерија, ја дојдов. Вика, некој мафијаш? Нема, викам, ама можеме на два начина, еден добар, еден лош. Ај, кажи го бе, вика, лошиот. Он више се накостреше, прв пат го. Па викам, вака, јас се презивам Шотаровски, вашата супруга се презива Шотаровски. Ти се јавам, она ќе почне да ве гњави, а знаете галичани како гњават, вие ќе ми се јавите мене, и ја викам, ќе ви направам изложба. Која рече се смее човек, како е добриот, сега ќе ви кажем, искачам ја, чукам, добар ден, јас сум од галерија 8, дали може изложба да направим? Браво, царе. Куќата, главата на Достоевски ја донесовме у чаршија, сега сиде у дом на Арама, слики негови. Значи, не ја спориме ние. Ја тогаш имав некоја запалење на плуќа, човекот сам ги носеше сликите. Немој, Саша, ти чекај. Како да ти кажам, тоа ти боле го знаеш од мене, што поголем уметник, што поголем артист, тоа понормален човек. Ние дојдовме у време кај што сега инсталации бе прават, тие што не знаеа порано да цртат инсталации прават. И нема, изгубена е приказката, изгубено е све. А нема. И тоа све го пази, ние направивме 100 изложби без ни еден грант, пошто ја сум технички неписмен, ја не знам ни да аплицирам. Мене мејлот љупа ми го води и немам. Не лаже, не можеше да ја прочита картата што му испратив како да стигне до телевизија. И без ни еден грант, овие ништо не работат, тако немаат пари. Вчера случајно, пошто порано затвараме, нема луѓе, гледам серија на Телма, нешто Биело Грлич, Мело Грлич. Нема бе ни еден ЛГБТ, ни еден припадник на малцинството, нема ништо. Права серија снимаат луѓе кај нас, што се снима? Ништо. Преспав. И ко за народ што гледа Преспав и добро проаѓаме, да ти кажам право. Не е лошо. Добар ти беше статусот ко за народ што толку следи Евровизија, добри. Евровизија башка. Што е тоа што беше карактеристика? Имаше ли, дали мислиш дека конфигурацијата на Скопје придонесуваше за такво нешто, малце места за искачање и секој се трудеше на некој начин да, како да кажам, да го заслужи. Додека сега луѓе кога влагаат, бе ја имам пари, стај ми виски на маса, бе, знаеш ли кој сум јас. 5 Ред Була и виски, да. Значи, таков Друго однос време, бе. немаше. Луѓе просто како со радост влегуваа во дискотека да влезе, во кафана. Влагаш да се забавляш. Да, тоа, викам, и кога ќе влезеа, кога ќе ги видев у МНТ 2000 души, вака ококорени и чекаат, ајде, пушти го погласно, а ја цел живот сум на вакви некои амбиенти и само кога ќе дојдеше, кога ќе ги видов, окей, гледам таа 1800 карти, добро, окей, ритам и за ДРС. Абе, сега да дојде, не знам се. И вадење ситен камен од бубрек со сабвуферите, Томе Бел доаѓа, вика, ќе ми ги крауните, ќе ми ги прегориш, и така натаму. Но неверојатно, до Сабајле. Насмеани. И до Сабајле да се седи. Значи, ни тепачка, ни ништо. Џони, ја ке станев прв наркоман да имаше дрога, да имаше криминал. Немаше. Ова што сакам од преска да ти го кажам. Само една работа, Палер уште беше, ја терам, уште пред несреќата и така натаму. И Палер слави година дена у МНТ. Брат, 5 Сабајле зџигерени. Сите капетани, Вања и екипата, ово она, и сите стюардеси. Најбитното. И ми доаѓа еден капетан, доаѓа, се качува по скалите, што да ти кажам, вака, згрбаен. И му вика, и ми порачува песна, и нешто као пари, у тоа време, ајбе, викам, нема гајле, уживај. Викам,
Бе, како ќе идеш, вика, уше оваа, вика, и летам. Како ќе леташ, бе, вика, пријателе? Вика, и тогаш ме, вика, седнуење, вика, 15 минути. И вика ми, тоа дело е, да, вика, супер, вика, за 5 минути си трезен со огорен алкохолот. Али 10 години постар. Мене роѓенден ми се паѓа, за тоа сум најгорд. Роѓенден ми се паѓа, умната дремеме нешто на Шанке Катерина, тука седат. И Томе ми честита мене роѓенден на микрофон, бе. Кој е фраерот се? Тоа беше. И сите се вара. Еве, Шоте, среќен роѓенден, цар. Нема. Се сеќаш на Марта? Како Марта е ми доаѓа, вика, Марта, Зеко и тоа ми го пратил. Зеко доаѓа и ми вика, Марта рече да му ја пуштиш на уште еднаш. Ја, она, да му пуштам, ма не доаѓа у обзир. И овој се враќа, му вика Јанкото од Јево. Се враќа уште еднаш и вика, Марта те поздравува од Сепаре. А Сепарено 100 метри, знаеш, од маната до кабина. Марта крена ти вака со пиштолчето, вака ми мафта. И одма, беше господин човек. Овакво, која ми ја бараше? Не Макарена, него ламбада. Господин Највише ја мрзев. Господин човек. Не, али се као што зезање, онака беше. Змија, бе, не смееме да забораваме, Јанкове. Змија беше во Тафталиџе. Умало. Иако првите кафеќи беа многу дисперзирани, ми се чини дека Карши Змија, првиот кафич беше Шенада. Шанеда, зидовите кај што плачат. Знаеш ли се, браќата, пошто тоа беше у подрум, гаража у подрум, и од влага вода. И малце беа ударени тие браќата и вика, дојде Керингтон да ја купи, вика, да го купит местото од зидовите кај што плачат. Јерусалим. Шанеда, најболјиот фанк се слушаше таму, бе? Знам дека у Тафталиџе, ако те фатеа дека слушаш било што друго техно, а не слушаш фанк, ќотек јадеш. Не. Знам мале ко крше. Мале и болен. А најсмешно, на Змија братно, сега го заборев како. Ален Славица на врата. Ален може да влезе Славица не ти ја гледам, ај враќа се. Ајде. Иди ти влези. Ален не може да влезе. Ален го гледам, Славица не ти ја гледам, ајде враќа се. Ако не се лажам, Змија беше и контроверзна малце, прва една која нели промовираше она различности, малце дозволуваше и важеше за место, не? Не бе, какво, Иле ќе ту тепаше. Иле беше... Од кај излезе тогаш овој муабет, извини вака? Не, никој цело мало сме работеле у Змија, не. Иле, бе, нема у Сепарињата, магазин доаѓа и овој одма имаше... Групата магазин. Да, имаше касети. И француски така, демек, француска музика, ама така била. И така напишано. Да, француски така. Иле диско, одлично. Иле диско, одлично. И овој им доаѓа и им пушта магазини, овие му викаат, немој. Знам преку курцава ми, знам. Одлично. И немаше и таму немаше проблем. Како е, сега ја не знам што е ова. Во времето на распадот на Југославија, знам дека 2 вечери кај мене у кабина спиеше Рамбо Амадеус и ако го донеса Пешкир и кој го донесе Дино Дворник, па се забрај, ја мислам тука. Не отиде, ја мислам остана едно лето ли остана цело лето, дојде со 2 женски згодни играчи, имаше некој настап. И тогаш беа првите настапи, тоа беше многу интересно, првите настапи во дискотеки, не концерти, туку настап беше и тоа беше многу ин. На плейбек ли, на матрица ли, на што и да е. Ја го памтам, бе, 3 месеци окапа тука. Остана. Ма Скопје се остануваше, сите беа тука. Остануваа тука луѓето, од што беше убаво. Него да објаснуваш да им го кажам, значи, бидејќи морав да бидам трезен за разлика од сите вас што џигер горевте, ја морав трезен да бидам заради опремата, ама ја тоа го сакав, не се жалам. Значи, главната шема почнуваше петок навечер во 19 часот со Junior Party
И таа После измислен. почнуваше од 8 сат до 10. Од 10 беше сениор, бидејќи онака сите беа по кафичи и се остануваше негдека пикот беше околу 3 сабајле. 3 сабајле, али збориме сега МНТ, кога збориме МНТ доле кај паркингот каде што има тераса. Немаше место за паркинг. Немаше место ни за паркирање, а ни за народ. Преку 2000 карти продадени. А 2000 карти продадени, тоа е 3 до 4000 луѓе. Една карта, двајца луѓе. Стално Иди беше. сега продај 2000 карти. Да те видам. За концерт, да. Сега, што беше интересно? И тоа секоја вечер. Завршува у 5 сабајле, 6, значи не можам да си одам, веќе се распаѓам, со мале темни наочари, у Кичево, на бурек, а другиве идеа се подприбираа малце да се пототрезнат, ми се чини кај компир у кафана. Да. Така? Така беше, да. Тоа или некои будки таму со скари, со чорби, кај кеот. Да преживееш. Да преживееш. Затоа што после дента се продолжуваше денска шема на матинеа. Дали тоа беше Кристијан, дали тоа беше Матиник. Ти текнува други места кај што се собиравме. Не, Матиник не работеше дење се, после која искочи Боби Рома, која ја отвори, која се чудевме кај се пушта веце во вода. Збориме Рома во Мавровка? Да, и Манда. Манда доле, Манда поеќе беше навечер. Да, Боби Рома денски. Денски, па после кој се Љупа не можеше да излезе од таму. Да. И како се викаше кафичот во Чао во на трговски Гиц. центар, одма знаеш зашто ќе ме прашаш. Чао Гиц, седнуеш, поздрав до Гиц. И до Бобче Рома бе сега му беше роѓендан. Значи кога ќе завршевме и неколку сати спиење после појадокот бурекот, одма првото искачање беше намирисан у Чао. Чао, у Рома пиеш кафе, па кажеш, па било вака, па не било така. Па кој со кого, па ова, па оно. Од кај тие И после пари се продолжуваш, наоѓа, не. И тука цело време, па продолжуваш веќе ноќната шема и те фатило сабота. И истото продолжува недела. Значи, 3 дена нон-стоп си ти на но. И сега, некому ќе изгледа чудно, но тоа беа 99% е ова. Јас и ти седиме и правиме муабет за албуми, за филмови, за женски, за живот, за кој каде на одмор ќе иде. Немаше интернет и моравме да бидеме паметни. Поготово ја како поручен морав паметен да бидам. И мораш ти да, значи мораш да гледаш телефон, телефон, мораш да го гледаш Тарковски да го знаеш, мораш да го гледаш Вим Вендерс да го знаеш, мораш таја музика да ја слушаш. Не можеш да си глуп бе. Иначе ќе се забавляш со Мица фризерката. Слушај, дали знаевме од тие 3, 4, 5, 15.000 луѓе, а ги знаевме многумина, нели, бевме жижата 100, кој привлекува околу парилјади и тие уште десетина илјади. И тоа беше севкупното она што сакаше да искача навечер. Секој сака. Но никој никогаш не ми дошол турбофолк да ми побара, да ми побара некој шунт. Абе какви? Јас сум знаел рокери сморавал ради зезање да пуштам, поминувале супер. Беше она нулта позитив чудна жена, беше Вера искочи тоа. Па ја ја извадив, ја истерав, сега правев ремикс, син ми направи нов спот. Значи тоа беше забавно, рап нешто. Ама не бе, ти викам, босанци некој се ишатираа, се тури дебар. И која нашиве едва и го прифатија. И која едвам причека, едвам начека, им дое душата на место си се открија. Ама тогаш тие шатираните не бе, ти викам, бендојне оние. многу камен и почнаа женски да се вртат. Не. Ја ти кажам за бендојве, тоа е колку да го заглупавиш народот. Тоа е проект, не е тоа случајно. Па не е случај. Значи не си далеко од вестината, затоа што Рамбо Амадеус вика, за да почне војната во Југославија, прво требаше да се спушти општото ниво. А општото ниво, значи на човек кој чита книги, кој знае Тарковски, му го спушташ со турбофолк. И кога ќе го ставиш ти човек на ниво на турбофолк, со тој човек можеш да манипулираш, да го натераш да иде у војна. Шо, кај сакаш ќе го натераш? Ја пред некој ден читав. Иди ти човек што слуша Дейвид Бови и Депеш Мод и Deep Purple или Цепели или Флойд, па ќе го натераш да ти иде на митинг или да ти иде у војна? Не, 100% него
читав за Аки нешто, многу ми е криво. Имав среќа да го запознам Имаш есеновски. ли среќа да Да го видиш запознам. емисијата, гостувањето негово? Не. Бе, не гледам ја телевизија, ноќе доаѓам касно и... Не гледам, не. Да. И читам нешто, нели извадил сингл, бил на гледаност на YouTube канали. После 3 дена паѓа на 24-то место. Знаеш ли дека у Хрватска за 3 дена Саша Ковачевиќ има 1,8 милиона прегледи на новиот спот? Јај сега. Кој е Саша Ковачевиќ, како е, не знаеме, меѓутоа, иди бори се, нема. Не можеш. Победија. Што е денеска најпопуларно од Победија. Македонија гледано? Теа Таировиќ. А да, бе, прочита, бе, страшно. Не сме ние Значи, ние од не зборам за Александар. личностите. Јас зборам За правецот. она продуктот што го продаваат. За правецот, што да ти кажам. Аца Лукас, мислам. Ова е тоа. И тоа Аца Лукас е со Лукас е за нив бе Бетовен. И уште, нели, со гордост шмркал кокаин. како бе, не. Фрајер. Ја мислам дека сега у Скопје можеш полесно да најдеш кокаин, него како си кажеш тоа Ивермектин. Ивермектин. А не, тоа е за ковид. И тие луѓе што го слушаат тоа, што правиш, преспави, меспави, тие те водат. И сега ја и ти можеме тука да се бајля, да збориме колку беше добар Боле диџеј, Мале, колку беше убаво, колку бе. Само да си мене не ме спомне, да. Да. Абе, ајде таму, ќе седнем, пушта музика сите околу него. И му е, не кажуваме. Да, бе. Слушај, да, ја никогаш не го капирав, а во право си. Слушај, значи, не дека ја бев слаб со плава долга Да, бе, беше коса, висок ти шатирано, тогаш, она, 122. Да, 2 метра бев тогаш, да. Туку, диџокејската позиција беше фокусна точка Не. и сите гледа. Зашо сакавме И сите? затоа жените се собира околу како? мене. Не ради мене, Да, де. оти бев диџокеј. И не треба да се представуваш, бе. Покојни диџеј Бабура, Срце. значи, еден од најдобрите луѓе кои ги знам, за него би требало да се сними филм. Со сета должна почит, он остави фамилија и деца и така натаму, нека не ме сватат погрешно. Но мислам дека е еден од најшармантните Фраер, бе. ликови. Последен Ја- прав фраер у Скопје. Значи, он, ако сите ние бевме на некој начин боеми, он беше, ја мислам, љубовникот број 1. Царвец. Ја мислам дека пообожавана личност Да. од жени немало. Царца. Немало. И не ми е, знаеш, кога ќе си отидат ликови како Тоше Проевски, како Бабура, си викам, што чуручи сме ние кога не ги заслуживме овие луѓе да бидат. Еве сега овдека, на маса со мене. Клетва, бе, клетва. Клетва. Ќе остане Значи, Орце не- Селјакот жив и здрав. Ни корона, ни бутур. Што е живота? Те лагаме у Европа, бе. А не може Орце Селјакот да го реша 25 години, ни у Европа, уште оди по луѓе зема пари. Дај пари, бе. Како, бе, каква, бе, дај проект на владата да го решиме Орце Селјакот да е на за почеток, па да видиме после натаму кај ќе идеме. Најголемиот рекет што тогаш ја го памтам по кафани беше кога Џандар ќе ти дојде, дај му кафето и така натаму, или ако нешто ситно и така натаму. Но станува се посериозно. Се соочуваш ли ти Не, со такви јас со работи? рекет не сум имал проблем. Види, рекетот иде со дрогата. Значи, тоа е софистициран рекет, ти вика, може ли бе Јанко да стои ке тебе на врата? И ќе немаш проблем. Јанко ќе дила дрога. Значи, кај што нема дрога, нема рекет. Јас сум држал и на сред Ленинова, таа кафе книжарницата, децата од нашата улица, кај што беше имаше луѓе, еден не дошол. Ама еден не дошол. Да рече, дечки, гледам нешто паричка, вртите, ај сега за мене. Не. Ама Кај кај што има книга нема дрога. Не, кај што има дрога, има рекетот и тоа е рекетот. Он тој стои на врата. Мене ми беше, пример, у чаршија понудена, јас се заблагодарив. Имав среќа, не чуваше градот многу, Тања не чуваше и Коце. Реков, не фала, да бежи ти мајка, немој. Иначе не. Никој, мене лично не ми побарал никој никогаш ништо. Многу ми е жал што
чаршијата, тој ноќниот живот во чаршијата, тоа беше неверојатно. Од корзото пред Ванила, предходно корзото Плоштад, кај Кенан, кај Столбот, нели, Ванила, и продолжување, ако не се идеше негде, особено летно време, 3 месеца не искачавме од чаршија. И тоа ќе се завршеше со Еден од неколку... најпознатите шанкерски парови беше Миро Масим и Дијана Здравковиќ. Да ти кажам, за Стефан Лупинов си чул, знаеш, така? Да. За Најдобриот фотограф за во старт. пред старт, човек кој сликал за New Musical Express, Мадона ја сликал све. Доаѓа Аварел и цове на Панче, брат му Панче од паркинг, вика, сакаш ли бе ти да го донесеме Стефан Лупино да прави изложба? Шо збориш? Која година? 2012-13. Добро. Шо збориш бе? Да бе. И ја му направив изложба на Стефан Лупино. И по-нормален дојде, со една, мислам дека можеше внука да му биде деловна соработничка. И ги местиме сликиве, ги правиме и ова. Да, и Овој вика, деловно šta да те ćeš да поједеш? Па ја би несто морско, знаеш. И овој вика, Сале, дај едно Све за 20 тебе. морских чевапа овде. Немој, вика, да се глупираш, вика, и они вика, да не се глупираш, овде се једу чевапи и једи се луком. Не се глупирај. Не се глупирај, да, морско, да, лигниќе ти прави Енвер туриста. И пак ќе ти повторам, нормален дечко, немаше збор никаков. Не, абе, вака го пијам, му викам, молим те да се сликам со тебе. А не си велја педа. Не бе, му викам, абе, како бе, му викам. Све го испрашав, кого сликал, како сликал, зашто сликал. Абе, отворени очи, насмеан, сега работи како вајар. Цар човекот. Стефан Лупино го направивме и никој не објави. Не треба да објави. За тоа за... Шо да ти кажам? Прво, Стефан Лупино. Ја ова го не... Тешка година ми е 2012 со инфарктот, таа година дена бев аута и беше тогаш и во тие години беше и Боб Дилан во Скопје и Боб Дилан дојде и Лупино и не можев многу се не те разбирам, него зашто го немам во фолдерот. Ние издадовме таму прва аудио книга за слепи и слабовидни лица. Ти знаеш ли дека у Македонија во Музеј на современа уметност имаше изложба на Салвадор Дали? Епа тоа е, другар. Тоа е, другар. Не, сега мислам дека МСУ добро го тера таја. Ама затоа денеска да ги прашаш, сите го памтат концертот на Лепа Брена на Сајмиште како најголем настан во историјата на градот. Тоа е. Најпосетен. За жал, знаеш, нема, зашто ние треба за децата наши да, па они негде да пренесат. Мислам дека е нитката прекината и дека нема да ова оправи. Сметаш ли дека и... Фейсбук писатели, како бе тоа? Фейсбук писатели. Секој, само ја ти и Елвис немаме книга издадена. Нема. И добро е. Како и све и Елвис, кај го извади Елвис легенда. Само ние нема, сите писатели стана, сите сликари, сите све и ништо не. И џабе им е све, пошто све можеш да купиш, CV-то не можеш да си го купиш. Некако купи некој дека водел. Што имаш ти во твоето CV, Саша? У моето CV Бори Бела коса. Тоа би имало, например, од 95-та до 2000-та, од 2000-та до 2005-та. Мене ми е топ поинт галерија и после на Ленинова, кога држевме кафе книжевница, така не може да се свеста дека може да читат книги. Се ми е прочитаа. Да, тоа беше прва, ми се чини прва книжарница со многу добар концепт, уствари, нели, да. Кафана, не кафана, бе, сега. Кафана и книги. Исто ти викам, нема, не знам. Читаш, Саша? Немам више нерви. Немаш нерви. Мада сакам, мислам дека нема болја работа. Сега Тихо издаде книга Тихомир Јанчовски. Со Тихо, кога имаш добар производ, Тихо напълно го знаеш, Тихо Лопе. Така ли? Правевме нешто, му се 700 луѓе у кинокултура дојде на промоција на книга. А што ти збори тоа? Па ми збори дека се сите гладни, меѓутоа, пази, не можеш да лажеш народ. Не можеш ти на Фейсбук да објавуваш,
Не можеш да чекаш од министерство, тихо сам. Дали Матица беше Дејан Матица му ја објави. Али без помош од држава. Ова се хрватите што ги викаат ухлеви. Они не работат ако нема пари. Сорос, Морос, Анденауер, Маденауер, министерство, не знам како им се викаат се виш. Не работи без. Абе, направи нешто, тоа ќе остане. Не бе, брат, не. Седи тоа ако може и парите и место 200 примерно, ако очитам па и 100. 100 евра никого побогат не направила. Ама тоа. И за тоа немаме. Ти знаеш некој, Ваце Костов прави изложби у Београд со тие скулптурите од метал. Никој не знае тука. Знаат. Тие што треба 2-30 луѓе, толку. Па Ваце Костов треба на телевизија да искочи. Не пеачот што ќе пее на Евровизија. Па тоа објасни. Како, зашто? Па ако треба, ако има изложба у Белград, у сериозни галерии, не ти зборам ова кај шоте у кафана изложба. У сериозни галерии, па прати бе една екипа, бе, дама се не види, мајка. Како можеш да ги праќаш за, како се викаш, Васе Гавранлиев, па можеш и до Белград да ги пратиш. Луѓето со сласти отидат у автобус, не е проблем. Ситна дневница. Таа шизофренија ми е многу чудна, што од една страна збориме, тој дух е умрен, луѓето не се такви, а еве Дзов кога извади книгава Торонто Експрес и представата, еве мене ми направи чест јас да му ја промовирам на некој начин, еден од промотерите. Значи не можам ти опишам колку народ дојде. На представата фул. Значи на луѓето им недостасува. Зошто? Како се Ама исто и Дзов, сигурно не му дал некој пари од страна. Не. Сорос и Зато и го спомнав. Ништо, све сам. Па тоа е све сам дил, седнал со литература МК се договори и заврши работа. На вас е книгата се продаде у 2000 тираж. Знам, ја промовирав на овдека. Знаеш каква прекрасна емисија направивме. Да. Дојде дотеран. Да, у шорт, у бермуди. И препознаваат луѓето вистина. Не можеш да ги излажеш. На милион информации. Не ти доаѓа никој. И одат сиромајте сами, ја тебе војвода, ти мене Сердаре, изложба со 12 луѓе, леле, и шо направи? Таа е нешто да се направи. И има млади деца, нови деца. Вака да заклучиме. Духот од тогаш не е умрен, ама сменето е реакцијата наша и на ние кои го носиме тој дух. Зошто пак нема, значи ја не зборам дека само геријатрија се собира. Има млади луѓе кои ги интересира. Има сакат гладни себе, како не? Гладни се им треба интелектуален. Ана Бунтевска правеше митинг, мислиш? Ама зошто не може да се повтори? Па намерно е тоа направено да се на колена да се стават тие луѓе. Ти ги одберат, ти ги пикираат. Так, профил пикчер му прави, ќе му даде нему, тебе ќе ти даде пари, мене не. Јас се разочарувам, овој со пари више не е гладен. Не е гладено. Втора изложба, па нема, еве кажи ми некој наш да направил негде надвор, сем Ваце. Нигде. Прават тоа бугарскиот културен центар, тоа е исто као да правиме јајте изложба тука на паркингот. Нешто слично и Кртот ми кажуваше кога беше гостин во емисија тука. Нема. У Њујорк прават изложби, кои чудни. 17 души. Нити знаеш, они тука Фейсбук, вака ќе се испосликат, ајде, фала многу пријатно. Ќе добијат 500.000 лајкови и живи среќи. Страшни сите од лајкови живееме. И нема едноставно луѓето младиве не се бе мотивирани. Не се мотивирани. Плюс се утепани. Терка ми, ја пушти ме мене. Жена ми онаква и кај све ја немаме носено по изложби, по изложби. Ти гледаш дека тоа дете нема време. Едноставно нема време од телефонот, ај сега работи, нема. Едноставно емти. Празно е тоа све, нема сила. Филмој некој млад да направи, па овој да направи. Еве сега Зоки од Џубокс ми покажа некој филм од Вардан Тозија. И тоа не се знае. Пошто не е интересно портал, најинтересно е ајде се имиња да не спомињаме Цеца дали или не знам нашиве некој Стојне ги запали
мажите во кафаната Ханибал. И тоа е читаното. Кого го интересира дека Вардан снимил филм, па тој отишел напред. Искочи медена земја. Викавме ура. Викавме ура. Ние не направивме, бе. Тоа јас со Игор Митришевски сме го спореле уште пред 100 години. Па ние не растевме, бе, ко филмоине на Милчо Манчевски. Па еден урбан филм не се направи, да не се псуе, да не се вика, да не се дере. Кај што нема македонецот да се заљуби у албанката или албанецот у македонката па да се пукаат. Нема. Едно бе урбано филмче, не знам, за Пајо Панкер, за Перо Панкер, за не знам за кого, виш. Да направат. Све е тешка социјална драма. Се нешто леле, дај укради парите и се што да правиме. Како сме биле криминалци. Знаеш кој е најпопуларен македонски филм од тие таквите? Само уништување. Ма, јас правев во чаршија македонски филмови и онака реплики да се кажа. Бе ти не знаеш, само уништување сме го пуштале 10 пати. И оној исто филмон што Ама и тоа е трагедија. Како да ти кажам, затоа што е модерен филм, ама тој збори за нас. Ние треба да се утепаме, ние сме такви. Тоа е наша слика. Дали ти ја знаеш филмот Тајната книга за богомилите? Како не ја знам? Филмот тој. Тој филм еднаш бе не го пуштија на телевизиите. Зашто? Пуштај го еднаш месечно, место што пуштате турски серии, што Господ знае више што. Пушти го тој филм. Па од 100 деца, 2 ако видат, па може и нешто ќе прочитаат. Знаеш ли кој е музички состав со најмногу концерти уживо надвор од Македонија? Анастаси. Нивните концерти се ремек дела, осмислени до последна точка. Иако се од пред 25 години, ги гледаш негдека? Нема. Горан Трајковски е најпродуктивниот, најголемиот уметник што го има Македонија. Него познам лично, многу би сакал. Значи, кум ми е. Стварно? Кум ми е на моите деца. Браво. Значи, толку сме близки. Знаеш што прави у животот? Се бори за екзистенција. Се бори од први до први. За екзистенција се бори. Ето. Не можат него да го запослат негде без везе на уметнички директори. Јунаци се, не знам, Стојне Мојне, ја гораст ми е комшија од Ама Мезар. зошто се они јунаци? Како дозволија оние јунаци? Што е? Дали ние се на ние бевме ароганција? Како ние не влијаевме со позитивата? Не можеш да влијаеш, бе. Не можеш, појаки се. Го освојува теренот. Зашто у чаршија нема никој? Го освоја теренот. И ете им го. И сега кој ти иде? Никој не ти иде. Седи си сега таму. Пи си кафиња. Сам. Зашто да нема, не знам... И се ако нема гости, кога не живее од гости, онда почнува дилање. Абе, тоа големи се си знаат, него ти викам нема едноставно нема едно да се направеше нешто, да помогнат. Не знам што се деси со тоа кинокултура, валјда го зема преубав концепт на Унковски. Буткај, влечи, пусти, прави. Што се вика, у илегала ќе влагаме. Значи, како не успеа, например, еден Лондон да си го спушти општото ниво на културолошко. Го задржаа, да речем, Сохо, или го задржаа онај, како се викаше, онаа нивната улица, сестра ти се треба да ја спомнеме, кај што секој ден има перформанси, театарски, уживо, акробатски и така натаму. Ама валјда тоа некој дали го помага или, ама таму не е наши и ваши. Ама тоа е како да ти кажам, како Пане не го спомнавме. Да не беше Пане, немаше да влеземе никој у чаршија. Пане пивница. Баскерфест, Винофест. Не знам каков фест. И човекот на крај дигна руки си отиде у Шпанија. Неќе се шали со опека ти исправа. Ти ке тераш со кафанова тоа? Ќе терам шо. Ја не знам друго, не писме сум. И ја исто. И ја ова ке терам. Ова е мојата кафана. Да. Како си задоволен? Што клиенти ти доаѓаат? Дали е тоа нешто локални твои? Доаѓаат луѓе кои слушаат добра музика, застанати сме со паметот до мисију од Стонси, наваму не слушаме музика. Слушаме джез и ЈСБТ трио, дојде Коко, да не ги открие пред една година дена.
И си седиме така, те така си траеме, си чутиме, си збориме како е било некад. Има една култура што ја имаат британците, што мислам дека би одговарала многу сега за вакво време, каде што се дисперзираш. Или ти низ ова раскажување свативме дека немаше премногу места за искачање и дека фокалните точки беа или овие некои од локалите кои ги спомнавме, не се ни премногу, и неколку дискотеки. Но сега имаме сегдека. Скоро секоја кафана нуди добра храна, дали посериозно Лаунж-барови се викаат. Лаунж-барови. И да ти кажам, мене ми е добро. Убава атмосфера, се покрива. Чисто врв. Но знаеш што ми недостасува? Мене многу ми се допаѓа таа култура, ова е моje мислење за тебе, а може би низ некоја комуникација со Сонја, бидејќи она живее таму и сигурно го знае тој живот. А тоа е концептот на паб. Паб е локална кафана во која секоја вечер цело мало искача тука, добре дојдени и било кој. Тој ме као дневна соба, наместо да идат по куќи како што ние идавме, оча немавме кај да искачаме, нели, да слушаме албуми, они се тука, или ќе се запие, или ќе се зајат, или ќе игра пикадо. Да, бе, ти гледа тука телевизија. све ќе се разбереме што се дешава, кому му треба помош, кому е роден ден, кој ќе прослави. Значи, локален паб и тие обстануваат, тие места обстануваат стотици години. Ние, освен централни кафани, немаме таква култура. Например, твојата кафана да обстане толку време и толку генерации да после твоите внуци продолжат, сликата на дедо Саша стои тука, па се пушта таква, знаеш, и си продолжуваат комшиите, си доаѓаат луѓето кои се едноставно не утепа корона не правамуват. Дали ти е јасно што зборам? Па тоа е бифе. Едните исти доаѓаат и мене ми е кod денот на мрмуда од филмот. Ти текне оној. Исто. Groundhog Day. Да, и секој ден е исто. А меѓутоа, не утепа неизвестноста, бе. Не можеш ти, кај мене е кафе 50 денари, бе макијато, бе еспресо, бе сега ја ти пишувам тоа фискалната кафе, 50 денари. Многу ми е мерак што доаѓаат онака постари луѓе да пие кафе. Синко, сега шо има? И сега со Русија, ќе ги напаѓаме ли, бе, чичко? Ти рекоа вечерва да не збориш за... за украинската криза. Може ли смееме ли да го поздравиме нашиот драг пријател кој денеска... Седи дома, тој не гледа. Да. И го очекуваме утре Батка. Што го очекуваме? Па имаме од извори блиски на МАК прес информација дека утре ќе не посети. Утре ќе ве посети. Значи, блокиран ми е телефонот, неговиот број, не можам да му свртам. Многу мерак ми беше да му свртам у емисија од Немој сега, касно е, строги родители ми изгледа спие, пушти. Викаш, го имаат легната на спиење родителите негови. И тоа е, знаеш, да дојде, пиво е, не знам, 80 денари, се 40 у продавница. Значи, да дојде, да седи, да... Ја тоа сум го видел у Тирана, седевме нешто, муж и жена се симнаа си да пијат кафе. Нас не разнесоа, бе, со ова пари, бе, со... Ја не знаев татко ми што работи. Мислам, знаев дека работи у Технометал и не пратија сите у Сутјеска. Сите викат, го синот на директорот, Јас се вртам да го видам, тоа ја да сум ти бил. Ние не знаеме, нашите деца израснаа со кредити, хипотеки, ѓаволи, врагови. И не можеме ние да се опуштиме за да едноставно поуживаме едно пиво, едно. Не мора ни да е едно, нека е не знам што, шприцер, нека е Кока-кола, нека е сокче, некој не знам, немам појм. Не искачаме да уживаме. Младите искачаат за да бидат видени, за све да биде на брзина. Кога искачаш надвор од кафанава твоја? Нигде, под најдалеку сега тука што сум дојден, кај да? У лептокарија, ние се дотеруеме и идеме у лептокарија. На ручекува на Криста. Какво момент беше лептокарија кога почна... Јело кафичот на Джабс. Абе, какви. Јело, како се вика шо е тоа? Музика, пуштање Джабс, најболја. Душата им ја семаа на тие горе шо си. Страшно. Малско. Има у лептокарија има еден одличен кафич, кофеин се вика. Преубаво, таму си идам на кафе. Кој идам да платам спортска, лепота. Еден дечко, не знам како се вика.
Многу. Се гледа опуштено, се гледа убави луѓе, убава музика, мирно, некои столици, ѓурино, марино, не е метал стакло, не е нешто. Одлично кафе, брат, таму си искачам. Она што забележав интересна работа и упорно неќеше и скромен, сакам викам кога Саша веќе правиме пауза да пушиме цигара или? Не, ќе завршиме емисијата сега, ти ползбориме. Не, у логореја ме фати. Добри сме. Јас се надевам дека сум добар водител ако гостинот не бе, ја мислев не сега осетил само дека да ти поминало време. намигнам, дај нека цигара. Не, пред пола сат ми пише тоа кога беше 21 часот, ми пише горе пауза ќе правиш ли? Не правам, порано правев паузи, сега нема, ќе се збориме баш убаво да не го кинеме ритамот. Ако имаш електронска, запали си. Не сме ни таква. Но интересно е, зашо не сакаше, баш приметив, рекламираше кафе и тоа е еден интересен момент кој се појави кај нас на пазарот, сега збориме најсовремено. Сега луѓето, знаеш, бараат некаква различност на некаква специфичност. И ако порано не се пазеше, нели, увреќи добивавме Нескафе и живи среќни да ни го направат Нескафето да шмркаш и тоа такви 10 на ден, живеевме на тоа и ментол цигари. Сега, значи, идеме таму, чекај, таму е лаваца, сакам или ќе оди идам горе, оди тоа горе, тоа и така натаму. Оди горе. И интересно е што ти се појави, јас те прашав тогаш на продавница која ја се јавив кај нив, продавница за кафе, ексклузивно кафе, и за жал ти не те донесе, а очекував дека ќе донесеш, а немам што да отворам да им покажам на гледачите. Зашо се работи? Какво е тоа толку значајно или подобро кафе? Не, знаеш што е? Кажи ми го брендот. Брендот е Дабов. Тој е бугарски бренд, некој бугарин. Сега ти кажем причата, Малер го знаеш во Англија што живее, Малер ми носи нешто од Сонја и му викам, ајбе, дојди да пиеме кафе, не вика, јас само таму пијам кафе. И окей, кај Верото, тоа нашето у Тафталиџе еден, продавниче, и ти прават кафе. И испаѓа нормално. После 100 години Дарче таму сме зработеле заедно. Почне да ми збори, сакаш кафе од Костарика. Дарко ми викам, не се баде ми кафе. Ме не бе какво. Пробувам кафево, ајде, умро Пантелија, ајде. Умро Пантелија, ајде. И сега јас и Зоки од Jukebox отворивме такво истиот бренд. Отворивме кафе, исто у алуминка, на предната страна. Пази, ти си човек што испил кафе, колку што 500, да, многу. И денеска пијам многу кафења. И тоа се Што е специфичното? Зошто? Абе, види, све другото бижутерија, у смисол поише шлаг, ова пиеш едно кафе и не се пие више. Така, и ја пијам, значи едно кратко еспресо е суштината. Крај на приказката и сега Костарика, па тука пошто ние немаме зашо да се караме за фудбал, не бива. Нали е Костарика болја од Етиопија, па тоа стручни дебати. Борис многу ја сака Костарика и дојде одма Костарика, чак. И интересно е што луѓе све повеќе младите. Ова ние што ќе му дадеш, али па ние ставивме 2-3 коња поја напред и тоа не можам да го разберам. Сима кафе у картон и оди. Седните бе децантичко, девојка ги гледа. Не, ќе си земеме на клупа, ќе седнем. Седите сладко од смокви, ќе ви дајме вода. Не. Тотално различно. Ние со едно кафе, ако не видиш 16 женски, ако поминаш, не си пил ти кафе. Тоа го Италија ја има таа шумата на нивните, она седиш, гледаш луѓе те гледаат и така натаму. А сега, не дај Боже да дојде Старбак, мислам дека кафе нема да се продаде по кафани веднаш. Едва и го чекаат. Види, сега ја малце глупо, не можам бе, Јанко, да сватам 120 денари да е еспресо, бе. Не можам бе. Не знам бе дали е некој или сум ја. Не можам. Сите го купуеме тоа кафе, знаеме колку кошта, бе. Не може. И за тоа се ми се празника, пане. 120 денари, макијато 150. Сметаш дека кафето е основа на кафаната или ракијата? Основа на кафаната е добра музика. И да не е намќор гаснат.
Толку треба. Да Не е не тоа знам. филозофија некоја голема. А филозофија, кафе. Кажи ми, зошто ми го донесе ова? Ми изненади. Јас стварно чекав кафе да ми донесе, гостинот. Дај ме у кадар. Дај ме у кадар. Режија, дај ме у кадар. Не таа. Дај ме у кадар. И да ми го донесе. Ова е чај од бел трн. Да. Ама семе од Белтрн. Слушај Пардон, се. се извинувам. Семе од бел трн, 100% органско и така натаму. Што е ова? Па види вака, ние пошто имаме уши по 2 кречења, кафе е многу штетно. Како беше, чекај, objection. Едно кафе. Како може да е штетно Едно, кафе? две. Таман се вратив на кафе после 20 години. Ќе дојдеш, ама ти... Ние пошто кај нас у бифето имавме сите малце проблеми со јетра, со метра и нашата матична фармацевтка ни даде да пиеме ова. Што е ова? Тоа е оној Неделјковиќ што вика ми имамо лек за корону чичак. Чичак. Магарешки трн по нашки се вика. И е многу добро за чистење на ја подобрува работата на црниот дроб. И е уште подобро за пост-ковид. А пошто ти сме стари луѓе, ќе си пиеш еден чај од сабајле на гладно срце. Галени деца сме вкусно ли? Не е вкусно, бе. Здраво. Што е здраво вкусно, ај кажем. Ја го јадам со јогурт, мешам една лажица, ако ме сега Славка, ако ме гледа, ќе ме утре. Со јогурт го јадам, не можам чај. Како ледено семе, кој се? Али и тоа го јадеш, што ќе остане, тоа семките ги јадеш. На паталци проверено, бомба. Не, сериозно те прашам. Најсериозно. Се шегувавме. Не. Чекај, малце влегуваме во една сосема друга димензија за белиов трн. Малку објасни ми што она ти кажува малку посериозно. Ја ќе ти кажам, нема име да споминјаме. Одење на преглед, јетрата кец. За понављање. Човекот почнува да пие. Ќе отвориш, бе, ти знаеш, бар тоа интернет. Човекот почне да пие за 3 месеци, 3+. Сега му е 4. Му ја исчисти јетрата за 3 месеци. И ова е добро и за љубители на алкохол и масна храна. И стварно е добро. Фала ти што ми го донесе. Ќе го пробам со задоволство. Ќе те разочарам дека крвната слика ми е многу добра. Ај Боже, нема зијан. Така. Сваќаш, нема зијан. Што го пиеш, бе, Како Што све не испивме? Наместо за виски да го затераме, што е најдобар виски или ракија? Па има добри ракии, да ти кажем, у задње време. Многу сум горд што ќерка ми моја тоа студира енологија и ќе прави вино и ракија. Некогаш, многу скоро, али пак ќе ти повторам, не мора да е странско нешто, бе. Знаеш ли какво вино прават? Има една мала винарија на Унчеви, например. Како? На Унчеви се. На Унчев, добро. Таква темјаника нема. Никој не знае. Ракија, кире, пивка прави бомбона. Никој не знае. Другар ми наш, дали го пие ова? Да. Да, Он е рол моделот. Он и реклама сними за ова, че беше задоволен. Да. Абе. У колку саат утре најрано сабајле се доаѓа за да се сретне? У 1 сат, еден. У 1 сат, Еден рано сат сабајле. имаме состанок, пошто у 2 сме на колегиум. Многу ми беше задоволство, благодарам што сподели овие твои не толку, ајде да кажам, фактографски, библиографски, енциклопедиски сознани, туку повеќе што го долови духот на тоа време. Емисијава ќе остане како сведоштво. Кој како сака нека ја свати, ама ете, ќе гледа еден ден керкати, внуците или моите и ќе чујат нешто за некој живот. Многу пак ќе ти повторам, отворена покана до Мице, до било кој. Нешто да се стави на хартија. Јас ти кажав и пред емисија, мене следен, како викаат овие модерно соросидиве, проект,
и да станам радиоводител на ноќна програма и сите тие условно од заборавени луѓе да дојдат да кажат. Али тоа да се стави на хартија. Да имаме бе како Данило, да имаме нешто дека не сме бе од Мили Ванили. Не сме слушале Мили Ванили. Не сме ти текне Милан Попчич кој искочи Калифорнија блуз книга на па ја шетавме меѓу себе. Ние збориме ако имало некаков културолошки конфликт во таа бивша земја, ние се делевме на рокери и металци. Да, металци, да бе, да. Така што тоа беше единствена, значи не знаевме да се соочиме со некаков шунд. Не дека не постоеше Скопје и шлагери и фестивали. Ами не, и тоа си беше. Меѓутоа, кога си пуштил ти, кога си пуштил музика, еве, у Тропикана таква нешто. Не си пуштил. Нити ми барале. Ама, ќе пуштиш, нема другиот ден ти да пуштиш. Каджа Гугу, дај ми Депеш Мод, дај ми Talking Heads, дај ми паралелно секогаш во Level светот 42, што дај ми искачува. Витни Хјустон, може Майкл Джексон, и тоа Майкл Джексон чат-пат, нели си требал да пазиш да не навредиш со каква музика ќе им пушти. Денеска што сакаш можеш да пуштиш, но не го допира, ѓона. Да го ставиме на хартија. Тоа е стварно една убава работа, ќе биде за да не испаднеме дека сме стварно тиква без корен. Да не испадне дека сите за Вардар сме навијале. Пример, ние од колонија за работнички навијавме, ама што да правиме? Татко ми викаше, сине, ние вика од колонија за работнички. Тие вика дојденците за Вардар. Ова беше прва емисија од серијалот Шармот на Скопје, каде што повеќе вакви гости ќе доаѓаат со кои ќе разговараме на сите можни теми, па и за здравје и за чаеви, што се, но да доловиме емотивни, а не фактографски, затоа што сватив едно, не можеш од ниеден човек да ги добиеш точните факти, кој кафич, кое место и така натаму. Абе, промашивме еден куп кафаничи, не се наљутат луѓе. Нека се наљутат, значи ова не е библиографско, ова е да ја сватиме емоцијата. А од сево ова, од овие наредниве 3-4 години, се надам ќе ми трае проектов, да оформирам, да извадам некои текстови кои би опфатиле една таква монографија. Уште еднаш ти благодарам. Тебе ти благодарам многу. Се гледам. Секој е добро. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно. Во тоа со дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е знако, донесу одлука за изборен процес. Затоа Црвеновски на Република Македонија. Се разгледаше информација за Хамад. Продолжи, ја мислам. Република Македонија, па ќе се открива модел, јавно, од телевизија ќе барам да
сервиси, сепорт и поддршка И хардвер. и хардверски и софтверски апдети, све, ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, докато имаш 5 си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интисектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно те кажам, ако се обединеме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се отказвам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сам да душе поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанков вино да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик и тој тип на сензибилитет, тој што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Може за госпожата. Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Затоа што мајка му чисти, пере, готви, како само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ќе се. Кога почна ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш тамо. Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Само си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази што ми каза, какво ја за тебе права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што вече цирите аверел сум јас, не глупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слушате емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле од горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си дојдеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Така и така луѓето резонираат. Имаш
Poštovani gledači, to беше се за вечер.